Сега прашам. Текст на предлогот на Адев порад Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно среда едишн издание на Тешки муабети заедно со Стефчо Акимовски и Милош Минич. Повторно вечера ќе зборуваме за економските мерки, за поскапувањето на горивата, за цените на горивата и на електрична енергија кои што раснат, и покрај тоа што владата воведе економски мерки, очигледно економските мерки не вродуваат со плод, а она што е поинтересно ќе го образложи Милош подлецна е што ние имаме рекордно највисока цена на литар гориво плаќаме, иако на светските берзи горивото не е поскапо до на цена која што беше за барел нафта во 2008, која беше големата економска и финансиска криза. Азовстал падна во рацете на Русија. Припадниците на десен сектор, тоест на Азов, на батальонот Азов се предадоа. Зеленски порача Предува во лев сектор. Да, предува во лев сектор или сектор без рачиња. Зеленски порача дека наводно тие одлучиле да се предадат затоа што хероите на Украина и требале живи, и тоа била нивна идеологија од почетокот, што мене вака не ми е баш верно. Ако тоа беше идеологија од почетокот, тогаш херои ќе беа тие што ќе беа најпаметни и немаше да се инајатат со Русија. Таен документ на НАТО, Балтикот се подготвува за војна со Русија, бара стационирање на 20.000 војници во балтичките држави. Околу оваа тема малку повеќе ќе зборува Јакимовски, бидејќи се што кажа до сега во врска со геостратегија, војната во Украина, руската инвазија испадна да се оствари и испадна точно. Србија е под постојан притисок од дојави на бомби. По 20 на дневно се објавуваат на српските медиуми бомби за масовни дојави за поставени бомби во училишта, во државни институции, во болници, во собрание, на постројки. Според Вулин, тоа е специјална војна која што се води против србите. Ќе го коментираме нормално случајот околу наводното признавање на нашата црква и писмото кое што денес председателот на Република Македонија Стево Пендаровски го испрати до Вартоломеј, во кое што на ниту едно место не спомнува Македонска православна црква, туку вели нашата црква, нашата црква, нашата црква. И она што беше предмалку објавено на Инфомакс е информацијата која што ја објавија бугарските медиуми, поточно порталот truth.bg, во кој што се тврди дека сопругата на македонскиот премиер Димитар Ковачевски, Елена Ковачевска, е практично етничка бугарка. Според порталот се работи за незиниот татко и незиниот дедо, кои што биле Митко Станојковски и Станојко Станоевски, кои биле бугари родина во општина Босилеград. Босилеград е денес Србија, но таму се најголемиот дел етнички бугари. Според порталот, документот кој што пристигнал до нивната редакција е автентичен и има сите белези на автентичност. Екимовски, интересни теми вечерва. Од кај да почнем? Од последната. Ајде од последната. Тоа значи дека Ковачевски, или како што се го викаме Таче, се држи добро со бугарите и затоа ги вадат овие. Дека сега жена му била бугарка е со такви финти, тоа покажува дека он веројатно не попушта, односно дека бугарите се под притисок на американците. Знам што вадат вакви глупости?
Знам на што алудираш на МПЦ ОА, тоест на ОА. Не. Зборам за спорот со Македонија околу јазикот, околу идентитетот, околу и историските личности. Предпоставам дека Ковачевски не попушта и сега идат со вакви работи. Милош, Иначе, ако им попушташ, они не вадат ништо, они се... Този човек добар човек. Ама сега вака, жената, како се викаше тоа, бълката му била българка. бълката му била българка, така велат бугарите. Милош? Добро, види, немам никаков проблем со тоа што незините родители се декларирале како бугари. Сигурно... Кога се декларирале? Пред 100 години? Не, тука има официјален документ во објавата на труд во кој што се дава уверение дека овие државјани, значи Станојко Станоевски и Мита Станоевска, Безистена Станоевска, сите се бугари и тоа вели населено место Куманово, држава Македонија. Значи тука се работи и за Митко Ковачевски. Митко Ковачевски е таткото на Димитар. да. И сега тоа е тоа. Види. Не, таткото на Димитар, не се чекај. вика Митко. Зашто? Еве, во име и презиме пишува Елена. Ова е Ковачевски е незиното, нели, венчано презиме. Митко е татково име, Станоевски, а фамилијата е Ковачевски. Значи она го извадила ова уверение за бугарско државјанство и за бугарски пасош додека била во брак со премиерот Димитар Ковачевски. Да. И ги декларирала, се подпишала веројатно дека незините предци се бугари. Како што е процедурата за бугарско за добивање на бугарско државјанство. Ама што е страшно, ќе се ги користиме бугарите ние за пасошчиња и што? Добро, ова е тезата. Како ни треба, така ќе ги користиме. Што Ова е тоа сега, а ова е овој се радува дека нека Ова дава е пасоши. тезата на Бранко Кога се Црвен- глупави, нека даваат Тезата на пасоши. Бранко Црвенковски е оваа и јас кажана вака се согласувам со таа теза. Нас не ни треба бугарски пасош за да не знам, декларираме националност или да се гордееме со некаква непостоечка бугарска историја, туку заради По тие заради бизнес од 70.000 пасоши што биле българи, што не се декларира на пописот. Колку? 2-3 се декларира. И толку. останатите ги излажеле. Као многу пати превеслани се бугарите. Мислиш дека ќе бугарите под притисок ќе попуштат Румен Радев во неколку наврати Они вели викаат тоа натиск. да во неколку наврати Румен Радев вели дека е натиснат, дека има голем притисок од странски држави, не именува кои, за да попушти во спорот со Македонија. Мислиш дека ќе се случи дека ќе попуштат? Па, мислам дека нервното притишнение ќе му биде толку голямо, ќе мора да попусти. Јас само Александар на кратко ако може да се мешам во разговорот пред и да ја објавиме гледачите да може да го видат документот. Тоа што бугарите велат дека сега се притиснати и можеби ќе се бара некаква повторна отстапка од наша страна, не значи дека Бугарија понатаму во преговорите со Европската унија на Македонија нема да не блокира повторно. Значи ние со подпишувањето на договорот за добрососедство де факто создадовме атмосфера, создадовме пат Бугарија цело време да се повикува на тој договор и во име на тој договор да не блокира со оправдание дека ние не исполнуваме некои од членовите на тој договор. Милош Со секое поглавје. Милош Минич, има решение за нашиот проблем. Кој е? Не гласаме за влез на Финска и Шведска во НАТО, ако не ни се реши проблемот со Бугарија. Безусловно. Да, ајде да го видиме само документот прво, да И готово. удостоверение. Сами ќе си го решат. Да, еве го удостоверението објавено сега може да го видат гледачите. Во удостоверението се вика дека Државната агенција за българите в чужбина удостоверјава че лицето име Елена, презиме Митко, фамилија Ковачевска, дата на раждание 78, место Куманово, Македонија, е од бугарски происход. Да послуши пред Министерство за правосудието установени дејани за българи против. На така не толку доволно разбирам бугарски, бидејќи ова
Кирил и Методи, ако ги научиле нив да пишуваат, да зборат, не би пишувале на ваксовакви чкрабаници. Како и да е. Како и да е, можеш да го исклучиш документот. Бујар Османи и Димитар Ковачевски, сите министри, цела влада даде поддршка, масовна, голема поддршка за зачленување на Финска во НАТО. Јас би играл обратно. Јас би играл обратно. Нема сега да не пушти Бугарија да отпочнеме преговори, а после да не блокира. Не. Безусловно прифаќање, отпочнување на преговори. Воспротивно Македонија не гласа. Нели требаше до сега сме биле на менито, а сега ќе сме го правеле менито, така ли е? Да. Нели равноправно важи нашиот глас. Ако може Хрватска си ги решава босанските проблеми ако може Турција да си ги решава со Турската работничка партија проблемите, зошто ние не можеме да си ги решаваме проблемите со бугарите? Нели си тие имаме исто право на глас? Нели ние сега ќе сме биле прашани, ќе сме биле присутни кај што ќе се одлучувало. Кај тоа што се одлучува, може и за и може и против да бидеш и воздржан. Еве ни е шансата. Веројатно тоа е и планот на Ердоган. А сега да имаме таа шанса, треба и власт и опозиција да се договорат. Сега ни е шансата да влеземе. Ако сме патриоти, ако си ја сакаме земјата, микрон не треба да попуштиме. Ние сме патриоти, тоест власт и И тоа да биде опозицијата, многу интересно. патриоти во- Македонија не дозволува да влезе. Ако не го решите проблемот со ова, да можеме да влезе во Европска унија, шанса нема. Патриоти во соопштение и на Facebook, ама патриоти кога станува збор за црвени линии и национални интереси, не верувам дека имаме ние таков капацитет како држава, како власт и како опозиција, зборам. Но аналогно можеме да го земеме и примерот на Ердоган, кој што најави вето за членство на... Да. Таму има сериозен проблем поготово кај Шведска, затоа што они даваат подршка и кријат луѓе, значи не им ги испорачуваат членови на Курската работничка партија, како и дел од бюленистите, значи они барат нив да им ги испорачаат. Тоа е првата работа и втората работа, значи едната е Курдската работничка партија, втората е од ѓуленистите и третата работа е можно е Ердоган да се спазари за 100 милиарди евра пари кои му се потребни за зацврстување на турската лира, бидејќи паѓа лирата, за стабилизација на лирата, така да секој си гледа интересите. Секој си ги гледа интересите. Само Македонија безрезервно на све подршка. Треба се блокира Русија, блокирај се, шивај само. Чекај малку, закочи, што брзаш? Може попаметни ќе видиме ако проаѓа времето. А може би и Ердоган ќе бара членство во ЕУ, тие се 40-50 години се заглавени во процес на започнување на преговори. И никога да ги започнат. Која е потребата ние да бидеме така поданички расположени? Што ќе ни кажат, тоа ќе речеме да. Па кај нас и натаму си постои тој синдром на деминутив, македонче. Да. И ние така се однесуваме, ние не сакаме да покажеме достоинство во надворешната политика и достоинство во стратегијата што ја работиме. Значи, ако Хрватска што е, ние сме 2 милиона, Хрватска 4, што е проблем? Ако Милановиќ вика, или ќе го решиме проблемот во Босна и Херцеговина, или нема да гласиме за влез на... Ама НАТО има потреба, нека има потреба. И ние имаме потреба. За мене е тоа, ама тука треба да сложи власт и опозиција. Кој да дојде на власт, застанува за оваа работа. Ние сме против доколку не се реши, доколку не ни се отворат безусловни преговори за влез во Европска унија. Добре, мислиш дека има... Еднаш бевме превеслани со договорот од Нивице, втор пат не смееме да бидеме. Ама Знаете, мислиш дека има... Чека, Александар, ние никогаш не поставуваме никакви услови. На Косово имаше војна, примивме 300.000 бегалци, никакви услови не поставивме. Го признавме Косово, не поставивме никакви услови. За ништо ние
Значи има многу работи кои што ние така ги пуштивме. Дозволивме прелет на НАТО да ја бомбардира Србија. Кога НАТО реши да ја бомбардира Србија, бараше прелет преку Македонија, ние требаше тогаш да кажеме ќе може да бомбардирате, ама под хитно членка на НАТО, као што сега Финска и Шведска вика, ние се чувствуваме загрозени, сакаме да влеземе во НАТО. И ние тогаш требаше да ја кажеме на Америка, извинете, ние се чувствуваме загрозени, ако веќе прелетувате преку нас да ја напаѓате Србија, односно СРЈ Југославија, бараме да име членка на НАТО. Воспротивно не може да се користи нашиот воздушен простор. Ние многу проблеми ќе решевме до сега така. А за секоја голем потез треба, кога ние треба нешто некому да помогнеме, ние треба да добиеме возврат. Ние ништо не добиеме возврат. Го признавме Косово, го признавме. Значи имаш два соседа, едниот ти се лути, ако го признаеш овој, ти се лути Србија како поголема земја. 8 милионска е Србија. Косово е 1.700.000. Од друга страна водиш сметка бидејќи имаш албанци во Македонија. Но има Србија, али имаш поголема земја до тебе. Да, ќе го признаеме, но условот е овој. Значи ние ги испуштаме такви работи. Сега и ова работа испуштаме. Мислиш дека има во Македонија капацитет во моментов опозиција и власт да седнат на иста маса? Од една страна имаме опозицијата вели активна блокада во собрание, ќе блокираме функционирање на влада, протести се најавија за 18. Мислиш дека има капацитет да седне опозицијата и власта на иста маса? Да постават црвени линии? Епа ако нема капацитет, ама тука треба Ковачевски да повика. Ковачевски ова може да ги искористи страшно против опозицијата. Повикува на оваа работа, нека одбие опозицијата и нека ги чека гласовите на наредни избори. Економска криза. Економска криза, мислам дека веќе речи секоја емисија збориме, ама нелогичности постојат особено во делот на зголемување на цените на енергенси. Милош ќе ни образложи малку повеќе околу тоа. Цената на барел нафта е пониска од онаа што беше највисоката во 2018 Александар, пред мене ги имам сите графи. Ќе направиме една одлична споредба анализа како се движела цената на горивата. Значи во 2008 година кога имаме најголемата економска криза до сега запаметена, значи во модерно време, цената на Брент нафта по барел е некаде околу $184. Тоа е највисоката цена. Во тоа време цените на горивата, поточно на дизелот во Македонија се некаде околу 58 денари. Тие цени на горивата, најголемото ниво, тоа се уште се чувствуваат последиците од економската криза, го достигнуваат до 2012 година кога достигнуваат ниво од 72 денари, тогаш се појавува една европска должничка криза кога Грција беше во огромни економски проблеми и така натака. Цената на дизелот својот минимум го достигнува некаде во 2020 година кога отприлика за литар гориво во Македонија дизел се плака околу 42 денари. Сега во овој момент според официјалните цени од регулаторна, цената на дизелот изнесува 86 денари. Да се подсетиме дека цената на дизелот воедно и на бензинот во прошлите 2 месеци стигна максимална речи си од 100 денари, 96 мислам дека беше и 94 за дизелот или обратно, мислам дека дизелот беше во еден момент поскап, но потоа владата воведе интервентни мерки со кои што мерки најпрво го намали акцизата и го намали ДДВ-то, колку што знам, но еве ги цените на горивата повторно достигнаа нов врв. Значи едно нешто. Ама цените во Македонија, не на светските берзи. Цените во Македонија, да, во моментов на светските берзи е речиси дупло помала цената на барел нафта отколку во 2008, односно денеска е 109, тогаш било некаде околу 186, речиси $200 по барел. Сега, владата мора да објасни што се случува со цената на горивата, дали се работи за шпекулации и манипулации со цената, или пак се очекува дека во наредниве месеци ќе имаме навистина недостиг на гориво, па можеби го наплаќаат, да, и се штеди. Инаку, меѓу другото, многу интересен моментот е дека град Скопје со Петре Шилегов набави над 30 автобуси на мазут,
тогаш мазутот кога Автобуси на мазут. На мазут. мислам дека На беа- метан. На метан, се извинувам. Да. Се извинувам, на метан. Да, се извинувам, лапсус лингва. Да, јаглен. метанот сега чини дупло. Кото таму Значи, ќе- трошоците за овие што требаше да бидат на Шилегов економични автобуси се зголемија од €1.000.000 годишно само за гориво на 2 милиона годишно. Така да буквално секоја политика на СДСМ се испостави. Инфлација или мерки на штедење на стратешки производи? Инфлација, колку пати ја зголемува акцизата? На Да, на гориво. нафтата. И како резултат, значи кога ја спомнувате должничката криза или големата економска криза 2008 година, сега е различно. Тогаш немавме вакви буџетски дупки. Не само во Македонија, сегде се јавуваат буџетски дупки, зголемените трошоци за вооружување, зголемените трошоци воени расходи што прават, значи создаваат дупки во буџетите и тие дупки се компензираат со порастот на цената на нафтените деривати. Иако нафтата на светската берза не е така драстично повисока како сега. Значи, проблемите во буџетите со воените расходи изискуваат зголемени цени на нафтените деривати како еден од константните и поголемите полночи на буџетот со ДДВ и со акцизи. Инфлацијата има ли улога во оваа цена? Инфлацијата, има улога инфлацијата, меѓутоа мора да знаеме дека не може да ја кривиме владата. Ова е увозна инфлација. Ако енергенсите ти се покачени, ако и нафта, и газ, и електричната енергија ти е покачена, ако превозот се, како аналогно на тоа, и превозот се покачува, во градежништвото, железото се покачува, цементот, значи за се што треба гориво, се зголемува цената и Инаку акцизата сега ние сме увозна завизна земја. Сега ме подсетија Затоа пак ќе кажам, суровински Русија е најсамоодржлива земја во светот и затоа она не може да има такви силни инфлаторни движења, а нешто во моментот ти одговара со со помалку количини продадена нафта, зема повеќе дзенги, пари. сега ме Сите подсетија нас не се зголемуваат расходите. 3 пати за 5 години е зголемена акцизата. На акцизата, така? Да. Тоа е причината зашто доаѓаме, иако цената на светската берза не е толку висока, нас цената на нафтените деривати не се толку високи. Но разговараме, Македонија има буџетски дупки, може ли да се покријат и буџетски дупки, а да се намали акцизата во исто време, за да се доведе цената на горивото на нека нормална граница? Како ќе се намали кога ние сега 900 милиона евра обрзница ќе издаваме? Какво намалување што ви станува? Има проблеми со буџетот, со исплата на плати. Уште нема зголемување на воените расходи. Ние, видиш, 900 милиона евра се задолжуваме, а со некои 500 милиони евра ние така добро можеме да вооружиме 3 дивизии војска, значи тип-топ може да бидат. Со 600 милиона евра. Добри, до кај ќе тераме нас по сите параметри, нас, сега да не бидам ја дефетист, ама нас не следи банкрот. Па како одиме, на така одиме. Ја не се сеќавам на ниедна ситуација. Знаете што, не биле глупи комунистите, они не иделе да се задужуваат со примарна емисија. Си штампаат пари, така го хранат стопанството, така го потикнуваат производството, ама не идат надвор да се задолжуваат. Сега ние све на пазарот земеме пари и се задолжуваме. Ја не се сеќавам на ситуација кога СДСМ била власт, освен во времето на Никола Поповски, кога имаше па суфицит, Македонија да не била или презадолжена, или да имаме валутен борд и да бидеме на рап на банкрот. Валутен борд не сме имали никогаш. Немојте ве молам со шпекулации. Како не сме имали валутен борд, Никогаш. Имавме експерти од Светска банка. Тоа не е валутен борд. Па де факто валутен борд Ако беше. сме имали аранжмани со ММФ и Светска банка, тоа е друга работа. Валутен борд имаше нашите соседи на истока.
Ама добро, тој де факто валутен борд беше тие сите мерки кои што ги превземаше кои што Вишварджи Банерджис, ја Да. За тоа и мислам. Ако тоа не беше валутен борд, ако тоа не беше, не знам што беше. не е тоа валутен борд. Кога сме кај соседите, нашиот северен сосед вели секојдневно се соочува со неколку десетини дојави за бомби, за масовни бомбардирања. Вулин вели дека тоа е некаков вид на специјална војна која се води против Србите. Па, тоа што Србија се обидува да биде воено неутрална, ќе плаќа цена. Значи, постојани обиди ќе има за незина дестабилизација, постојани обиди ќе има со звецкање на оружје и на Косово и во Босна. Значи, Србија, незината воена неутралност ќе ја плаќа многу скапо. Многу скапо. Од една страна, ако воведе санкции на Русија, тоа значи дека Русија ќе дигне раце од Косово во Советот на безбедност. А од друга страна, ако не ги воведе санкциите, Србија не може да продолжи на европскиот пат, ќе ја блокираат, а згора на тоа, значи што ќе направат? Ќе воведат визи за нивните граѓани, не може така, ќе дури може да воведат и ембарго на Србија. Као што воведува на Русија, така и на Србија. А на сите нас најголем партнер е Германија. Може ли да се искористи да се инструментализира Косово против Србија во оваква ситуација? Како не? Како не? Бидејќи постојат и такви... Таму имаме изголемо присуство на некаде 5000 војници на НАТО. Во Босна дојдоа 3500 нови војници со комплетно моторизирана, оклопно моторизирана бригада. Таа комплетна бригада со 3500 луѓе. Бидејќи постојат сценарии, постојат такви анализи, особено на српските аналитичари и експерти кои што велат дека многу е возможно во наредниот период да се разгори конфликтот Косово-Србија. Да, дури и колку да сака Србија да биде мирна, мислам дека Албин Курти е, Радикален Албин Курти. како да кажам, неконтролабилен проектил кој може секој момент да испали. Каде е Македонија од таа ситуација? Тешко нас. Значи, што мечката игра во комшилук, ќе дојде кај вас да игра малку со дајрето, тоа значи тоа може да се прелее кај нас. Милош? Вака сега, од тоа што јас можам да го забележам што се случува во однос со на овие дојави за бомби во Србија, сите дојави започна со одлуката на Србија да не го прекине летот за Москва. На тој лет за Москва повеќе од 10 пати ми се чини да имаше дојава дека е поставена експлозивна направа. Тој првите 2-3 пати принудно слетуваше, мислам дека на најблискиот аеродром, но потоа србите сватија дека некој се обидува да го спречи овој лет и мислам дека во таа насока е изјавата на Вулин. Јас внимателно го следев интервјуто на Александар Вучич, кој што кажа дека има огромни притисоци врз Србија да воведе вето. Но на што мислам дека никој не го забележува, еве и во однос на цениве на енергенсиве. Денеска објавивме дека во Калифорнија просечната цена на горивата стигна некаде околу $6. Тоа што никој не го приметува е дали можеби светот е во кусок на... Чекај, грешка се или $6? $6 просечна цена. По галон? По галон, да. По галон, да. Така тоа е некаде околу 3 литри. За 3 литри $6. 3,80. 3,80, да. Скоро 4 литри. Значи, вечерот 2 лапсуса ми правите, ве поправам. Нема проблем, затоа сте тука. Нешто сте ми успани. Поискусен, се разбира да не поправите кога треба. Зборот ми беше, дали можеби видиш Минич како се образе. Дали можеби Министер за надворешни инострани послова. Дипломатски речник, да. Дипломатски речник. Дали можеби ни снемува на оѓалишта на нафта и на гориво во светов. Бидејќи јас имам тука еден графикон пред мене, каде што во 1970 година за секој 25, да речеме, калории кои што биле за секој една калорија која што била потрошена енергија за да се добие гориво и нафта, биле добивани 25 калории.
Значи на гориво. Сега сме стигнати во сооднос 2:1, кога веќе големите наоѓалишта на нафта во САД, во Саудиска Арабија се исцрпени. И дали можеби ни следува нешто пострашно и Србија во овој момент геополитички сваќа важноста на руските енергенси, па не дозволува да запре нивната Милош имаше економија. Foreign Affairs еден текст, една анализа зашто во моментов во најголем дел цената на нафтените деривати се пумпа на вакви високи нивоа, а според Foreign Affairs, кој што е неофицијален, кој што ја пишува неофицијалната доктрина на State Department, се вели дека петролеумската индустрија, значи збориме од вадење до преработка и малопродажба, е во својот залез. И ова е пикот пред изумирање на таа индустрија, од проста причина што најголемиот дел од индустриите се електрифицираат или се гасифицираат. Електрификацијата на сообраќајот е уште еден дополнителен агрегат кон гасење на оваа индустрија. А знаеш дека до 2025-та, например, мислам дека 15 земји членки на ЕУ веќе донесува закони дека до 2025 ќе забранат на возила, на секој вид на возила на кои што се горуваат фосилни горива. Да. Значи тоа секи Европа До генерално 2030 се претпоставува дека можно е светот да биде комплетно на електрични автомобили. До 2025 е најблизок период кога Европа ќе се електрифицира. Веројатно земјите членки кои што се малку помалку економски силни ќе им се пролонгира тој рок до 2030, ама голем дел од законодавствата во Европската унија веќе забрануваат, веќе имаат такви законодавства кои што забрануваат користење на такви возила. Да, во центар на град не може да одиш со дизел возило. Не, за целата земја без исклучок. Значи нема да има по зони. Туку на пример Велика Британија вели до 2025 се забранува употреба на било какви возила на, како се вика, на фосилни горива. И се мора да биде електрифицирано. Се електрифицираат и најголемите индустрии. Или оние кои што нема можност за електрификација се преориентираат на газ. И според Foreign Affairs, според анализата на Foreign Affairs, ова е последната можност големите петролеумски компании да достварат големи профити, иако производството на нафта, пронаоѓалиштата на нафта не се пресушени и имаат се уште големи капацитети. Значи тие вадат исто нафта кој што ваделе пред 60 години. Ист капацитет, иста количина. Да, но трошат многу повеќе енергија за да не трошат. Не трошат. Иста е дури и со технолошките напредување на алатите и на технологијата на вадење на технологијата на вадење на нафта. Технологијата на вадење на нафта дури е и се намалени трошковите на вадење на нафта, но ова е едноставно последен обид да се максимизираат профитите на овие компании. Мене реално не ми е јасно зошто човештвото би се откажало од најкалоричниот ресурс. Не верувам дека е загадувањето на планетата и спасот на планетата. Искрено, затоа што електричниот е покалоричен. Не е покалоричен. Нема покалорично гориво на планетата Земја. Поефикасен погон од електричниот нема. Добро. Во мотори со внатрешно согорување околу од 18 до 25 е ефикасноста на моторот. Од 18 до 25%. Се друго е топлинска енергија и механичка загуба. Од 18 до 25 е трансферна сила од мотор на внатрешно согорување до тркало. Се друго е фрикција, се губи во топлинска енергија. Во електричната енергија ефикасноста е 80-85%. Да, на моторите. Но прашањето од каде ќе се добие таа електрична енергија? Тоа главно се добива сега моментов, примарна е нуклеарна енергија, од нуклеарни централи, гасни централи, хидроелектрани. И се оди на тоа да се стават во што поголема употреба обновливи извори на енергија. Сончеви колектори, ветерници, оние. А гуштерите? Како? А гуштерите? Епа гуштерите, ако дојдат овие од шарена револуција, веројатно заради нив ќе ги нема да ги постават сончевите колектори. Ветерњачите чавките удирале. Да. А
овие А одбраната, Рисот Марко нема да се стави. не мислиш хидроцентралите Да, Рисот хидроцентрали. Марко и желките не може да преоѓаат на другата страна. Да, светот роди напред, ние се објаснуваме со работи кои што се смешни, бизарни. Светот, например, има огромни проекти за хидроелектрани, кога збориме за хидроелектрани, Чебрен галиште, ние требаше Бошков мост да ги правиме. Србија спрема Гердав 2. Таму се поставуваат кога веќе се работи за еколошка солуција за да се обезбеди живеалиште и да не се наруши како се вика патот на миграција на овие животни, прават природни мостови, значи прават мостови од шума над водата за да можат овие животинки да преминуваат. И има модерни солуции, модерни решенија. Ама кај нас имаме ретроградни ретроградна левица имаме на ние. Дунав тешко ќе направиш мост од шума. Се прави. Значи они прават мост класичен, но навесто асфалт прават исто земја и шума. И се користи тој за Желките. За желки, за најнормална миграција на животинки. За да не се наруши нели проектот и да не се нарушат ниту флората и фауната. И ние имаме такви ситуации. Ама кај нас имаме ретроградна либерал. Кај нас е главен проблем Рисот Марко. Следно, Јакимовски, околу твојата омилена тема, тоа е Украина, Азовстал. Азовстал. Да. Беше прашање само кога ќе се предадат. Гледате како Русија не брза нигде. Ги чека, снема храна, снема лекови, снема амуниција. Смртта им е неизбежна. Се одлучија после колку едномесечна обсада на Азовстал, се одлучија да се предадат може и порано, имаше и коридори, имаше и наблюдувачи кои што гарантираа безбедност и на борците на Азовстал, на батальонот Азов. Не, никогаш русите не им гарантираат да искочат надвор од... Да, им гарантира, им има направено коридор. Ја не знам за така. Да, им гарантираат да излезат, им направија коридор, гарантираш Обединетите нации, не се одлучија. Ти си Александар проруски, значи боле си ориентира. Да, имам ја директно информација од Лавров и... Не, тоа беше кога им се заканија со термобарички ракети дека ќе ги истребат од Азовстал и навистина имаше, нели, тие ќе беа пак однесени во ГУЛАГ, ама може тоа порано да го направат. Сега ќе бидат пак однесени во ГУЛАГ, ама малце со помалку луѓе. Сега прво ќе бидат испрашувани. Да. Докај ќе тера Украина и наетот или Западот ќе го брани светот до последен украинец? Па, добро, они пружаат живот отпор, мада невозможно е против Русија. Некои дури викаат кој ќе добие војната, Русија или Украина. Се знае дека Русија, значи Русија нема друга алтернатива освен победа. Затоа што ако Русија да изгуби војна, тоа значи дека таа ќе биде поделена на 5 земји и ние практично сега ќе имаме источен и западен свет. Источниот свет во кој се Кина, Индија, Пакистан. Таму ќе спаѓа веројатно и Русија. Западниот свет, гледаме дека во тој западен свет досега малце понастрана се држаа Финска, Шведска и Швајцарија. Сега веќе и тие сакаат Да, има најави Швајцарија. Не се чувствуваат сигурни, сакаат да бидат дел од НАТО колективната безбедност. Но дури членството на Финска е поопасно за Русија од членството на Украина во НАТО. Во НАТО, затоа што со ова се загрозува Северноморската флота, особено она што има поморска база во Мурманск, се загрозува Калининград, кај што се сите ракети рускиот, кај што може да се гаѓа секој главен град во Европа и каде што се контролира Северното море. Со тоа
Русија ќе има 1300 километри граница со НАТО, Мислам дека и повеќе. 1300. Аха. И со тоа практично НАТО доаѓа на некаде 180 километри од Санкт Петербург. Во исто време, значи, многу е стеснен патот на руската флота и прашање е што ќе се случува понатаму. Она што најави Путин дека ќе распореди таму нуклеарни боеви глави, меѓутоа и ќе ги распореди подморниците со балистички и нуклеарни боеви глави, што значи дека и Шведска и Финска веќе ќе бидат во многу голема опасност. Значи од неутрални, легитимна цел, што би рекол. Да, релативно безбедни. Сега со ова, ја не верувам дека е чиста одлука на владите, меѓутоа ова се искористи и ова е, уште еднаш ќе повторам, многу поопасно за Русија отколку Украина. Милош, дали имаме последната мапа на... Значи имаат опасност и од копно и од море. На војните действија во Украина? Да, на војни действија и докаде на Радовска мапата. Се уште немам видено по каналите на Телеграм, но она што сакам да го прокоментираме најпрво како западните медиуми го проследија вчерашното предавање на борциве на Азов. Еве, например, ќе прочитам од Нью Йорк Таймс, вика во наредни вести Украина ја заврши борбената мисија во Мариупол и вели дека незините војници се евакуираат. Истиот наслов го има и CNN, истиот наслов го има и Reuters, и Associated Press, и Sky News, и Guardian. Значи никој овде не збори дека биле поразени, дека се сега воени заробеници, него едноставно велат дека борците на Азов, нацистичкиот батальон, се ја завршиле борбената мисија. Во однос на тоа што... Точно е, тоа е точно, они го ја завршија борбената мисија. Добро, да. Ја завршија и сега ќе одат на Work and Travel. или не? Сега на Work and Travel у Сибир ќе одат. Милош, знаеш ли кога Црногорецот бил на Олимпијада? И се надпреварувал во атлетика, во трчање. И сега овие напред трчаат и гледаат позади некој 200 метри позади нив. И Црногорецот прашува кој е овај? Кој знам ој? И овој вика, джедето е наш, каже, види сокола како их чера пред собом. И сега, и сега ова, ја завршиле борбената мисија, исто како Црногорецот. Сега како ќе сакаш да си ја свртиш? Дали е последен, па се влече по нив, или ќе викаш, види сокола како их чера пред собом. Да. А во однос на тоа, господин Декимовски, што го... Сега можете ние да кажеме, дури види дури што успеа русите да им обезбедат автобуси, да ги возат со автобусите. Абе све беше така, ама бај ги што вика тетовци по омљазот на лицето, не им се познаваше дека се весели. Не бе баш расположени. Мислам дека цело време си мислат што ни треба да тетоважите по грб. Инаку Тоа мислам дека највише ги загрижува. Денеска градоначалник објавив уште еден текст која потврдува вашата теза во однос на опасноста која представува Финска. Тоа е анализа на Томи Ахонен, тој е фински аналитичар, експерт за комуникација, за маркетинг и така натаму. Тој вели дека полуостровот Кола, кој што граничи баш со Финска, е најголемиот стационар на Русија на нуклеарно оружје. Во тоа нуклеарно оружје има стратешки бомбардери со долг дострел, има нуклеарни подморници, има нуклеарни секачи на мраз. Знаете, оние кои што ја овозможуваат таа северноморската мразокрстачи. Да, мразокрстачи кои што овозможуваат пловност по северноморската по Арктикот, да, рута. Така да навистина е многу важно стратешко место и русите таму имаат две дивизии понашто што го знам и многу лесно според оваа анализа НАТО со десантна операција со десант на тој полуостров може да ги прекине конекциите со остатокот од Русија, бидејќи Санкт Петербург е на некои 700 километри дури. Ти за најблизок и најголем град. За Калининград збориш или? За Мурманск. Да, за полуостровот Кола, да. Ако здремат русите.
Кај ти да осетат ли да им се приближиш, готово, летаат тие и циркони, ке летаат и авангарди и све живо. Пушти ја мапата, ја имаме мапата, ова е заклучно со вчерашниот ден. Оди мапата и До сега Русија има земено од Украина 123.000 квадратни километри. Тоа е брату околу колку површината на Грција. И сите овие испрекинати црвени линии, кои што се може да се видат на мапата, не ја гаси мапата, тоа се воени действија во кои што руската армија има предност. По околу Киев нема таму? Шо? Има. Воздушна супериорност, артилериска се мисли. Киев, воздушна и артилериска супериорност, точно значи предност на руската армија. Тоа е околу Киев, Чернигов, Харков, се уште има војни. Тука имаат од Николаев кон Кировград, Уман и Бела црква, таму треба да ја спојат, да го спојат тој коридор со руската армија, значи се поблиску се до Одеса, веќе во Одеса имаат според оваа мапа и војни действија. Мислам дека она што го зборувавме и на почетокот на оваа војна операција на Руската Федерација на Руската Федерација во Украина, дека ќе и реалноста тоа беше дека Русија се води по тактиката од Втора светска војна, тоа е широк фронт и полека Миц по миц. да. Но веќе Ти има стрпува, нигде нема главен напад, секаде помалку удира, те развлекува. На што се стари руски тактики. МПЦ. Ова, Не сум стручњак за црковни прашања. добро, тоа беше минатиот пат, ама за политички си. Ама не ли рековме да се викнете овде еден од владик? Не, рековме, ама за политички си и морам да те прашам како би го оценил денешното писмо на Пендаровски до Вартоломеј во кое што на ниедно место не кажува МПЦ-ова. Па како ќе кажа, ако е договорено... Нашата, ама не вика ни Охридска архиепископија. Ако е договорено Охридска архиепископија... Ама не вика ни Охридска Како архиепископија, ќе вели каже само МПЦ? нашата црква. Цело писмо е нашата црква. Нашата црква. Александар, искрен да бидам, ја не мислам дека нашите владики се предавници и ако тие мислат дека решението Охридска архиепископија е најдобро за македонскиот народ, мислам дека треба да им веруваме. Ако не, јас сум убеден дека неговото блажество архиепископа Стефан нема таква работа да подпише. Милош? Па Мене ме прашуваш, па Милош, испаѓа Милош, ти поише знаеш од мене? Дефинитивно не знам поише, особено не за црковни прашања, ама кога нешто се крие, тоа по дефолт ми создава некој сомнеж дека нема да биде арно пак за нас. Ја колку што слушнав е кога ние побаравме да Бугарија не биде мајка црква, Бугарија се сеќавате дека не одби. И потоа по притисок и на американците и на Вселенскиот патриарх Бартоломеј седнато е да се бара чара и решение со србите и да српската црква биде мајка црква. И мислам дека тука, како и секогаш дотогаш, бугарите се преигра и имаа шанса како никогаш Точно е тоа дента кога го се објави оваа одлука, бев на емисија во Алфа и кога пред да влезам во студио беше објавена оваа вест. Точно е тоа дека се работи за игра, ама не од нашиве политичари, бидејќи не постојат во Македонија, барем овие што се на власт политичари кои што имаат токав капацитет, но под притисок на еден од стратешките партнери
неколку пати се водени разговори во Само еден стратешки партнер имаме ние, нема Па поише. добро се, ја знам, генерализирам. Се знае тамо кој коси, кој вода носи. Се водени најмалку 3 или 4 пати состаноци, разговори во Атина и тоа со представникот на стратешкиот партнер во Македонија и представникот на стратешкиот партнер во Грција. За нашата црква. За нашата црква разговарано за нашата црква МПЦ Орховска архиепископија разговарано со нивната црква. нивната црква и со Вселенската црква. Така да се Вселенската патриаршија и резултатот И ги зезнавме бугарите. Добро, се некој И тоа сега ќе каже ќе вадат дека жена му на дека е бугарка, да. Булката на премиера на министер-председател била с българско Президент министр. наречие. Како се викаше? Правскот или възход? Съжалявам, али после изгледа се предини българите. И сега уште натиски, ќе се кажат. И сега морам тука има еден тука бот кој што ни нареди на сите, како се вика, ни нареди чинови, армиски чинови. Стефчо е генерал од Дена, јас сум полковник во АРМ, а Милош помалку знае од Стефчо. Добре, ја нема да гинам. Ја нема да гинам. Јас сум десетар од Јена. Да. Десетар. Еден има еден добронамерен совет до тебе, вели Стефчо беги од овие ќе те расипат. Ја колку што знам, овие двајца, ајде не употребам тежок збор, не се швалери, нема топлячкено банка, нема силувано некоја жена, не се дрогираат, пијаници не се, не знам во што може да ме расипат. Па не знам, Само во јадење, само во јадење. Да, само јадење ќе те расипеме. Со оглед на тоа што Александар е подебел од мене, може... Еј, сакај сум од тебе, зашто вака работи? Само диета можеме да расипеме. Зашто Ништо вака друго. работи? Околу тоа, да, може да те расипеме околу тоа. Тебе сум Натали. Грубович. Ако немаме што да додадеме, ако немаме повеќе теми, ја би сакам малку да поразговараме локално околу Карпош. Ајде. Моја омилена тема. Што се случува во Карпош? Се уште ли штедите енергија? Беслимовски порача да сите на сите им порача да штедат електрична енергија. Па, Бислимовски гледа кој влече правилни потези и ги купува. И добро е што можем да ги Да, веќе патентираме. има најави од повеќе. Абе, не да ќе штедиме до зимуска, него джабе ќе ни биде штедењето. Какво од еден, да не биде од 8, да немаме струја. Каква ќе биде цената, надоле нема да оди, само нагоре ќе оди. Што има ново во Карпош? Ова пуста војна, ако се зголема, ќе видите како ќе биде. Што има Јас ново? сега барам пари под дрви, под камен, бар 50.000 евра, да ги заменам барем овие 500 ватните рефлектори и нешто да заменам од 150 ватните натриумови сијалици. Во лед, штедив. Во лед. Ќе барам ребаланс за да одредени работи кои што сметам дека не ни се толку, например, не знам, сме издвоиле средства за да даваме субвенции за филтри за оджаци. Да тие средства и некои други ги ставиме на располагање за да колку толку да можеме да ја облажиме оваа работа. Освен ова, во понеделникот гостин секој понеделник е Даниела Арсовска кај нас, градоначалничката на Скопје. Најави во Карпош реализација на еден голем мегапарк во општина Карпош и уредување на кеот на реката Вардар, Да. во делот на општина Карпош. Тоа се заеднички меѓуопштински Добро ме, проекти. да, тоа се заеднички меѓуопштински проекти, ги спремам двата проекта, значи се спремат изведбените проекти и на паркот спроти Карпош 4 и за паркот на кеот на реката Вардар. Денеска на кеот ги извадивме геодетските подлоги, треба да ги дадам на фирмата која што ќе го прави изведбениот проект и тие како што ми ветија по добивањето на
на геодетските подлоги, значи некаде околу 20 на дена ќе биде готов и тој проект, што значи дека двата проекта можеме да ги стартуваме во исто време. Одлично. Тоа Започна е плод на нашиот договор или добра соработка со градоначалничката на Скопје. на почетокот имаше една да како да ја кажам недоразбирање некој или така беше прифатено во јавноста дека имате некој недоразбирање со Арсовска. Па едва и чекаа некои да имаат недоразбирање, ама еве ги смиривме, знаеш како Ердоган и Путин. Да. Само кој Ердоган, кој Путин у ситуација? Ти си Путин. Вага за сите. Не кажувам нешто. Воведовте ли зонско паркирање? Кај нас го воведуваме зонското паркирање Карпош 1, Карпош 2, Владо Тасевски, значи од Рузвелтова све што е. Од Рузвелтова до 8 септември воведуваме До каде е зонско тој процес? Тој процес веќе донесовме одлука на Совет, изготвивме студии сообраќајни и јавното предпријатие за паркирање ќе прави студија за одбележување и потоа ќе започнеме со Значи до крајот на месецов или почетокот на следниот би можело. Ќе ни треба 2-3 месеца. Основната причина зашто уведуваме зонско паркирање за да ги заштитиме граѓаните на овие населби Карпош 1, Карпош 2, Владо Тасевски и делот на Козле, од Министерство за економија до Салон 29, значи до улица Братфордска, од оние граѓани од центар, кои што третата и втората кола стават на територија на општина Карпош, вработените во Пуик, кои што преку 200 возила ставаат во Карпош 1, тука е СЕО, тука се други вработени, од сите оние кои што на паркинците безобразно си ставиле коли па си ги продаваат, значи како да аутоплац ги користат, од хавариселните возила, од аутоприколките, значи сето тоа да очистиме за да може да се создаде простор за паркирање. Тоа е едната работа што ја правиме за заштита на граѓаните на Карпош, иначе не сме си го заборавиле своето ветување дека ќе поставуваме платформи и ќе правиме катни гаражи. Втората работа, донесовме одлука од 10 јуни сите граѓани кои што не се жители на општина Карпош, а чии дечиња одат во градинките во нашата општина, да им се ускрати гостопримството. Еднаш ги информиравме во декември, сега ова е одлука конечна. Гледам некои родители бараат средба со мене. Следното прашање ќе беше тоа дали останувате на одлуката запишување на дечиња од други општини да нема во градинките во општина Карпош и во основните. Немаме друго решение и немаме каде. Мене денот ми започнува со упис на деца во градинки и ми завршува со упис на деца во градинки. Има другите градоначалници некако тоа си го сваќа околните, значи оние кои што граничат со општина Карпош, веројатно заради капацитетот на општина Карпош не си ја зема во предвид или... Ама и во Ѓорче има 200 деца кои што чекаат за упис во градинки. И во Ѓорче. Па тоа го кажувам, значи не си ја зема сериозно работата да подготват капацитети, надевајќи се дека ќе ги прифати општина Карпош. Епа види, граѓаните на Карпуш избра градоначалник со искуство, не воле кој ќе си седне на столчето и сега седи на столчето, иде платата, абе се троши струја, нек се троши, ќе платиме еден ден, абе деца од Ѓорче доаѓаат од другите општини во Карпош, нашите немаат место, па сега, ако нема колку, има толку. Избра градоначалник кој што треба да ги заштити и треба да им ги решава проблемите. Јас сум платен од граѓаните на Карпуш и ми избра да ги решавам нивните проблеми. Градоначалникот на Ѓорче, градоначалникот на центар, или било кој, треба да си ги решава своите проблеми. А сега, не е ли смешно Ѓорче Петров да има градинка во Орман, направена нова градинка и не е пуштена само заради оградата? И сега, колку деца од Волково и од Орман има кои што одат во градинка во Новосавски пат или во оваа градинка во Хром, кога таа би се отворила, автоматски овие деца би се повлекле таму и овие од кај нас би се запишале кај нив. Мене ми е жал што прибегнуваме на ваква мерка. Ако ние бевме нефер, ние уште во декември ќе донесовме, кога сознавме дека имаме 200 деца од други општини, веднаш можевме да донесеме таа одлука.
практично ние бевме фер према овие што ги запишале децата од други општини кај нас во Карпош, ама бевме крајно нефер веќе 7 месеца за нашите граѓани, од кои што ние земеме плата и советниците земат паушал. Мене советот ова одлука едногласно ми ја поддржа, што значи дека одлуката е за едничка и конечна за ова прашање. Имаме уште една работа. Не дозволуваме приемни ученици од други општини исто така во Карпош. Во исто време имаме реонизација, значи секој дете учи во својата местна заедница. Како резултат на тоа што не се почитувала реонизацијата во изминативе 4 години, еве што ни се случува. Основното училиште Владо Тасевски има 120 места, односно 4 паралелки може да запише во Владо Тасевски, а веќе се запишени 125 деца, а се очекува дека ќе имаме над 150, значи цела една паралелка плюс. И на што ми се случува? Можно ли е братство или Тафталиџе 2 и цело Нерези да не можат да направат една паралелка, а во исто време да имаме местни заедници, односно училишта, кај што ќе имаме 3, 4, па дури и 5 паралелка, што значи дека одлуката наша за реонизација е апсолутно исправна за да имаме избалансирана количина на ново запишани ученици во училиштата, значи да има горе-доле да биде подеднакво, за да имаме квалитетни и просторни можности, за да има квалитетна настава. Тоа што не дозволуваме од други општини, некаде во некои училишта сакаме да имаме меѓу 22 и 28 деца максимум, за да имаме подобар квалитет на настава, поголема дисциплина, повеќе контрола од наставниот кадар врз учениците, родителите да не морат дома да работат, да не морат дома да пишуваат. Исто ли е вие да имате 23 деца и 33 деца? Апсолутно не е исто. Згора на тоа ние половина од ужинките ние ги плаќаме, бесплатни екскурзии даваме, награди даваме за учениците и така натаму, стипендии. Значи едно дете ако освоило прво место негде, ние не гледаме дали од Карпош или од негде друго, ние му даваме стипендија. Но не е тоа, значи од средствата на граѓаните на Карпош, ние практично финансираме некого кој што не се жители на нашата општина. Од друга страна, морам да ви кажам, најголем притисок имаме од комплексот Александрија, кој се наоѓа непосредно до фабриката Карпош. Отидете и погледнете. Нема квадрат зеленило, нема ниту еден кош, нема ниту една љуѓашка за тие деца. Кога уште се проектираше таа населба, јас им зборував, а луѓе, имате ли градинка овде, имате ли училиште? Тие ми велеа дека ќе оделе во Мирчацев. А викам да не очекувате дека сите овие луѓе што овде ќе живеат, дека ќе ги носат своите деца во Влае, во градинката и во Димо Хачетимов основното училиште. И сега тамо веќе има преку 20 згради. Веднаш од другата страна ние проектираме нова населба и проектантите со претходниот началник исто така има уцртано само згради. Јас го стопирав тој план, го преработевме и тамо ставивме детска градинка, ставивме здравствена установа, ставивме спортски терени, детски игралишта и така натаму. Значи, таму ќе има 3.500 жители. Тие 3.500 жители, освен тоа што ќе дојдат дома и што ќе седнат во своја стан и ќе гледат телевизија, има и деца кои што треба тамо да живеат, да спортуваат, да се разодонодуваат, да рекреираат. Значи, ние мора се повеќе да водиме сметка за хуманото живење. А очигледно, оној што ја проектирал таа населба тамо, не водел сметка за хуманото живење и жал ми е, и во исто време, ако видите тамо становите се продават 1150, а во Влае, значи само улица ги дели, во Влае се продават 1400 евра. Па зашто се продават 1400 евра? И тамо зградите се прават од бетон, од железо, цигли, малтер, плочки, прозори, исто како и кај нас. Зашто вамо чини 1150, вамо чини 1400? Па затоа што вамо има училиште, затоа што има градинка, затоа што има кеот на реката Вардар, затоа што има спортски терени и во Влае 1 и во Влае 2, зашто има плоштад Делфина, затоа што има се оно што им треба на граѓаните, зашто ги имаме кеот на Вардар за шетање. И така натаму, ете, тоа се придобивките. Во модерната... Тоа се плаќа. Значи, целата инфраструктура се плаќа.
Накратко кажано, во модерен опозицијски вокабулар имате активна блокада за запишување на деца од други општини во општина Карпош. Види, не е работата за смеење. Јас ги жалам и навистина родителиве се во тешка ситуација. Јас имам завчера ми се јави родител на дете кој ми вели, а живее во Козле, градоначалник, во кај сакаш обезбеди ми место за моето дете да го носам во Градинка. И во Бардовци ќе го носам. Значи, од Козле ќе го носам во Бардовци. Само обезбедете ми место во Градинка. И ова морам јавна критика да упатам и до министерот за финансии, и до министерот за труд. Не може да не гледат ние како се давиме сега, а тие и оној персонал што ни заминал во пензија, заминале или починале или напуштиле предучилишното образование, 25 се на број, значи негователки, воспитувачки, чистачки, кувари и не знам друг помошен персонал, и ние за ниеден да немаме дадено добиено одобрение за вработување. А па ако на тоа додадеме дека имаме 11 училници слободни, кои што ако запоставиме по една негователка и една воспитувачка, ние нема да имаме потреба и овие дечиња да ги бркаме. Значи, неодговорноста е малку покомплексна и поширока. Има едно конкретно прашање во врска со сезонско паркирање. Првото е каде ќе може да се вадат налепници за автомобилите, за жителите на овие населби. Второто Мислам дека тоа ќе си го регулира јавното градско предпријатие. И второто прашање, дали граѓаните на Карпош 3 и 4 ќе плаќаат зонско во Карпош 1 и Карпош 2 и Козле? Не, дова ќе важи за граѓаните на Карпош ќе биде бесплатно. Ќе биде бесплатно. Има две варијанти. Една е да плаќаат и друга да не плаќаат. Јас инсистирам да не плаќаат. Добро. Тие беа двете прашања конкретни околу паркингот, инаку околу ова со училиштата имате поддршка и од жителите на Карпош кои што ја гледаат оваа емисија. Пред малку знаете што, јас се борам навистина се борам за моите граѓани. Ние мора да ги решаваме нивните проблеми, затоа не бираат. Ја не знам дали намерно или ненамерно мојот предходен колега ја дозволил ова стихија и тоа не е добро. Замислете, во една градинка, во еден објект имаме 75 деца од друга општина. И сега се јавува граѓанин кој што живее на две улици од градинката, не може да го запише детето. Сега ме искоригира, ќе се вратиме на една тема на задолжувањето. 900 милиони евра ќе е транша од ММФ и уште 400 милиони евро обврзница или задолжувањето вкупно во наредниот период ќе биде 1,2-1,3 милиарди евра. Милиардите си ги сркаме како кафето наутро што го сркаме. Така, фрц, отишле, фрц се задолжи. А кој ќе ги враќа овие пари? Како ќе ги? Кој? Ние треба да ги враќаме направо. Шиланка сценарија. Инаку, јас не знам што се случува во среда, ама повторно има катастрофален ден на американската берза. Nasdaq бележи пат од 4,73, S&P 500 бележи пат од 3,95 и Dow Jones од 3,57. Ако може Dow Jones? Тоа се индекси. Што Dow Jones? Тоа се индекси, да. Тоа се индекси кои што ја следат цело време американската берза, овие се трите најважни. Apple има пад на акциите од 5,7, Nvidia 6,83, Google 3,73, Amazon 7,25, Tesla 6, ова што го гледаат гледачите на екранот е индексот. Да. Целиот индекс е у црвено. Абе ти гледај на Илон Маск тоа сателитите да не му ги бутнат од озгора. Не знам кој што ќе бутне, ама еве сега читам на Тесла минус 6,70 му е пат на акции. Читам на CNN Само бизнес. акциите на Карпош растат. Цената на квадрат стан на Карпош. Цената на квадрат стан расте, значи акциите на Карпош му растат. Да. Според оваа анализа на CNN бизнес, најголем дел од американските CEOs, односно директори генерални на големите компании очекуваат голема рецесија како резултат на мерките за справување со големата инфлација. Се очекува големо намалување на трошењето, кое што пак ќе доведе до пад на берзите, акциите и не знам што ли уште не. Дека ќе им растат акциите. Нема во ваква ситуација. Како беше на Бранко е крив? Ние што ќе правиме? Путин е крив. Ние што ќе правиме прашањето? Како? Ние што ќе правиме во ваква ситуација, тоа е основното прашање. Ние што ќе правиме во ваква ситуација,
ако немаме што да додадеме, Ќе завршиме емисијата. ќе завршиме емисијата. Имаме нешто и за наредната имаме уште емисија. една мистериозна болест која што се појавува низ цел свет, а тоа Ај, се Што е тоа? Само- Шум на ум. не мајмунски сипаници. Сега регистрирам првиот случај во Америка. Кај нас има многу луѓе прележано такви сипаници. Мајмунски. Значи, тука ви сега доодевам мисијата, што ќе правиме ние, ако американците штедат, ќе штедиме и ние. Веројатно се малку попаметни од нас. Посакувам добра вечер. Гледате, Добро утро. нема, не е поминало 12 уште. 11. Добро. Следете Инфомакс, добивате ги информациите без цензури, секогаш први, следете на во петок, тешки мовети со Палчо, недела со Јанко, иако оваа неделна емисија малку ќе ја поместиме. Понеделник со Даниела Арсовска, Наше Скопје. Останете со здравие и штедете пари. Ја прашам, текст на предлогот на Адев порад. Пративме да Чува.